Сега е повторно време за гости. Слободанка ја пречека и нашата втора утринска гостинка, која што ќе ни открие многу повеќе содржини поврзани со сезонските инфекции на горно-респираторните болести. На оваа тема, ова утро во нашето студио е доктор Маја Ангелеска, педијатар од Невромедика. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. И верувам дека во овие чудни пролетни денови во кои што имаме драстично големи промени на температурите и на приликите, ќе им помогнеме на многу родители и на многу луѓе кои си имаат проблеми со респираторните дишни патишта. Секако, јас ќе пробам да доловам најблиску што може до гледачите, некои практични совети, некои препораки за полесно. Јас сум инаку педијатар, така да темата ќе биде повеќе насочена за нивните деца или бебињата. Да. Ви благодарам. Ово утро не следат бабите, дедовците, мајките со своите дечиња кои што се дома. Добро утро и од мене и добро ми дојдовте, докторке. И еве, убаво што ќе поразговараме, но можеби ќе го насловот малку смениме, затоа што повеќе се решивме да зборуваме и со оглед на тоа дека посочивме оваа тема не толку многу е опфатена и за воспалението на увото кај дечињата, но ќе опфатиме и ете на самиот крај за респираторните заболувања за кои што многу често се зборува. Меѓутоа затоа би сакала на почеток еве за воспалението. Меѓутоа овие се поврзани нешта така. Да, секако тие се поврзани. Воспаление на уво е еден чест проблем кој се јавува поготово кај малите деца до 3 години и предизвикува со самиот начин на реакција на дечињата, поготово бебињата, кои што се прилично вознемирени, предизвикува страф и паника кај родителите. Знам од себе. Така. Да, не знаеме што се случува кога се додека не дојдеме до вас педијатрите за да ни го објасните тоа. Меѓутоа еве овие мајки кои што се уште не се искусни за ова за сега што ќе го зборуваме, ајде ќе започнеме од анатомијата на увото во кратки црти. Во кратки црти, значи увото е изградено од 3 дела, надворешен дел, надворешно уво уствари, тоа е ушната школка и надворешниот ушен канал. Понатаму доаѓа тапанчето, ние што го викаме народски, или мембрана тимпани, која што го дели од средното уво. Во средното уво се наоѓаат тие слушни ковчиња, како и еустахиевата туба. Таа е многу важна туба која што го поврзува надворешното уво со задниот дел на грлото, на фарингсот и преку неа струи воздухот, вдишаниот воздух. Значи струјата од вдишаниот воздух. И тука може да настанат компликации со респираторните патишта. Најчесто тука настануваат компликациите. Понатаму доаѓа внатрешното уво каде што се наоѓа полжавчето, така се кажува, лабиринтите и тука се наоѓа и центарот за рамнотежа. Така. Што представува оталгија? Оталгијата представува субјективно чувство на болка. Значи, не е секојаш поврзана со воспаление на уво. Значи, тоа е само болка. Може да биде кај децата е многу честа, до 3 години поготово, и може да биде да има распон од нелагодност и чешање се до интензивна болка која што дава вознемиреност и силен плач кај децата. И тогаш е оној страв, големиот страв кај родителите што не знаеме точно што се случува. И најголема грешка кај родителите што веднаш посегаат кон антибиотик. Да, меѓутоа треба да се знае дека не секоја болка во увото е поврзана со увото, значи оталгијата може да биде примарна, потекнува од самите структури на увото и секундарна да потекнува од околните структури, како забите, пример кај мали деца, растење на запчиња, знае исто да се болката да се јави во увото. Потоа од грлото, усната шуплина, значи тие околни структури. Болката оди во увото и од овие причини кои што ги споменавме. Да, тие околни структури да дадат исто така болка во увото и родителите тогаш се во заблуда дали станува збор за вистинска, уствари не се ни во заблуда, тие најчесто мислат дека станува збор за воспаление на уво и најголема грешка е што одма посегаат по антибиотска терапија. Не мора да е само за увото, еве како педијатар да ги посоветуваме сите, не треба скоро никогаш да посегнеме самите по антибиотик. Јас сум многу, да кажам, строга во поглед на давањето на антибиотици, иако има родители кои што си бараат на своја рака, дајте ми викенд иде, дајте ми за секој случај, дајте ми да не се влоши температурата, меѓутоа тоа е
погрешно, сосема погрешно. Температурата е одбранбен механизам на организмот. Значи организмот се бори со тој причинител. Дали може да е во случајот и вирус, тогаш е сосема контраиндицирано да се даде антибиотик. Антибиотик се дава исклучиво при докажана бактериска инфекција. Така. А и за увото, за воспалението на увото, значи не секое воспаление на уво бара антибиотска терапија, понатаму ќе објасниме, да. Да, капки најверојатно тоа вие ќе си кажете, меѓутоа еве јас би сакала да знам, затоа што споменавме дека од 1 рековте до 3 години дечињата најмногу се соочуваат со ваков проблем каде што се уште не зборуваат, барем некои или до 2-3 години или да покаже со рачето дека нешто го боли. Зошто кај бебињата се почести воспаленијата кај увото? Зошто се случува? Па има неколку причини. Дали со растењето? Да, прво е анатомијата на увото. Значи таа што ја спомнавме еустахиева туба, таа кај малите деца, кај бебињата е пократка и е похоризонтално поставена, помала проодност има и тука најчесто се задржува течност, кое што течност се јавува зголемена секреција има при горно-респираторни инфекции. Кога таа тесна тубичка, значи е непроодна, таа течност се задржува и нормално доведува до воспаление на увото, па и до болка. Секако проследена. Втора причина е исто така постоењето на третиот крајник. Третиот крајник има улога, не е без причина тука, значи тој има одбранбена улога. Се наоѓа тоа што го споменавме. Да, значи одбранбена улога има, значи се наоѓа во задниот дел на фарингсот, така наречен епифарингс, и е прави одбрана за вдишаните микроорганизми, вируси и бактерии. Меѓутоа, тој расте со раѓањето, расте до некаде 6-7 годишна возраст и после тоа постепено се намалува, така да до кај пубертет веќе нема да представува никаква, најчесто не представува никаков проблем. Меѓутоа, кога е вака зголемен, поготово при горно-респираторни инфекции, значи може да биде извор на зараза, во смисла извор подлога на бактериска инфекција и поради тоа што е во тој период поголем и почести се инфекциите. Исто така кај малите деца и е послаб имунитетот, нели до 3 години веќе имунитетот е во фаза на развој, па тие се поосетливи на вируси, бактерии, поготово ако има дома постаро братче, сестриче, што оди во градинка, да, секако тука се пренесува. Тоа го знаете од самото искуство до сега, да. Еве споменавме, меѓутоа јас би сакала и да објасниме какво може да биде воспалението кај увото. Ние зборуваме сега за воспаление, меѓутоа на начин, дали појака болка, посилна, како да е послаба, што се случува? Какви типови на воспаление има? И родителите некогаш да си направат разлика и да не трчаат веднаш на лекар, затоа што и тоа одењето на лекар при првата болка не само што е травматично, него и излегуваат надвор, одат во средина кај што повторно може да има нели од другите дечиња некој вирус, бактерија и да се искомплицира. Меѓутоа, сепак, доколку станува сериозна болка, сериозно воспаление на уво, секако на своја рака да не се зема никакви лекови, тогаш потребен е преглед од педијатар. Какви знаци покажуваат бебињата? Кај бебињата се понеспецифични тие знаци, значи може да се пипкаат за увцето, да се чешкаат, да го влечат увото, како што кажавме, таа припомала интензитет на болка, меѓутоа може да е и многу голема болка со силен плач, раздразливост. Потоа доминираат кај малите деца и неспецифични симптоми кои што исто ги збунуваат родителите, не се сигурни за што станува збор, затоа и тогаш е потребен нели лекарски преглед, педијатриски. Како на пример губат апетит. Со малите деца кои што цицаат, одбиваат цицање, што е многу чудно, нели децата што се на дојка, тоа им е прво и најглавно. Во овој случај одбиваат цицање затоа што со самото движење на вилицата и со самиот покрет на цицањето, тоа им представува болка, значи одбиваат цицање. Намален апетитот е, имаат течни столици или диареја, тоа се вика столица на глад, без разлика што се гладни. Температура може да се јави зависно од кој тип на воспаление. Вие ме прашавте?
Значи може да биде воспаление на надворешно уво и може да биде воспаление на внатрешно уво. На внатрешно уво. Има разлики во тие две. Аха, значи ова се разликите кои што ги споменавме сега и како да ги препознаеме. Исто така објаснивме и третманот, ајде сега, кога ќе дојде веќе до... Јас прво би, пред да дојдеме на третманот, да ве прекинам, да кажам и кои се разликите за полесно да ги секако, слободно. Разликуваат и родителите и за нив да им олесниме. Значи, на надворешно уво, нели кажавме, надворешниот ушен канал и школката. Тие се јавуваат инфекции, тие воспаленија, се јавуваат почесто во летен период, за разлика од средно уво која се јавуваат во период кога е сезона на вируси и бактерии и така натаму инфекции. Значи, кожата на надворешниот ушен канал е многу тенка и нема под неа подкожно масно ткиво, него директно е поврзана за рскавицата и коската. И секое незино придвижување, кога е воспалена, дава силна болка. Значи, при жвакање, голтање и така натаму, мрдање на увото. Најчесто до незино воспаление доаѓа при насобирање на влага. Значи, во лето, кога е зголемено потењето, потоа кај деца кои што се занимаваат со водени спортови или па при бањање на малите дечиња, затоа педиатрите постојано напоменуваат убаво да се суши увото. Значи, убаво да се исуши, тоа не значи со чепкалки за уши, напротив, него со пешкир и нежно да се собере влагата колку што може од надвор. Значи, тоа е број 1. Разликата помеѓу надворешно и внатрешно уво. Второ, во надворешно уво не се потребни, при воспаление не се потребни антибиотици. Значи, третманот оди локално, со капки, со масти. Да. И исто кај надворешното уво не е присутна температурата. Значи, температурата се јавува кога има само инфекција. Што е, например, случај при воспаление. Родителите се прашуваат за што станува збор кога немаме температура. Затоа треба и ако не се сигурни, да не даваат на свој рака антибиотик, него да се консултираат со својот педијатар и педијатарот да одлучи. Додека внатрешното уво, кажавме дека почести се инфекции кога е сезона на вируси и бактерии, значи пратено е најчесто со висока температура, болка. Тука веќе би требало да има антибиотска терапија доколку е докажана бактериска инфекција. И тоа мора веќе да се превенира. Веќе дојдовме до она прашање кое што претходно превенцијата и третманот на лекување кај дечињата. Ги споменавме нели капките и кога е време да се препорача нели антибиотик, кога се мора. Се мора, нема тука бактериска инфекција кога е во прашање. Меѓутоа превенцијата е таа. Превенцијата е најважно за воспалението да се спречи е одржување на проодност на таа туба што ја спомнавме неколку пати. Значи, таа проодност се одржува со постојано одржување проодност на носот, а тоа се солени капки или пречистена морска вода. Исто така, деца кои што не знаат да го дуваат носот, нели, помалите дечиња, тогаш се користат и пумпици, кои што со негативен притисок се вади вишокот на секрет и повторно се ставаат тие солени капки. Значи, најбитно е одржување на проодноста на еустахиевата туба. И одржување на сувост, да нема влага, затоа што влагата е идеална подлога за развиток на микроорганизмите кои што понатаму даваат. Јас тука сега ми се наметна едно прашање, кои се најголемите компликации кои што може да доведат од воспаление на уво ако не се превенира навреме? Од сето ова што го споменавме, веќе сите јасно име кога треба да се оди на доктор, секако на преглед, меѓутоа ако плаче бебето па го смируваме па повторно и слично, дали досега дошле до некакви компликации? Секако има и компликации. И кои се најчесто? Доколку навремено се третира, и овие најчесто се поблаги инфекции, значи и доколку навремено и соодветно се третираат, поминува акутното воспаление на увото. Меѓутоа може да се зачестува, може да стане и хронично воспаление на уво, значи почесто да се случува. Така да, почесто да се случува. Ако е на надворешното уво, значи таа кожа, како што кажавме, станува црвена, отечена и доведува до намалена проодност и со тоа и намалување на слухот. А доколку е во средното уво,
Кажавме дека горно-респираторните инфекции даваат зголемена секреција и доколку таа секреција се одржува течност во еустахиевата туба, истата станува прво е посерозна, потечна, потоа станува погуста, пожелатинозна и не дозволува до движење на тие ушни ковчиња што ги кажавме во средното уво, кои што се битни за слухот и автоматски со тоа се намалува и слухот. Значи тоа е прв проблем. Не де Боже, како што би се рекло народски, меѓутоа мора да знаеме кои се. Да, може да има исцедок од увото. Не спомнав дека може да има исцедок и при воспаление на надворешно. Исцедок од увото. Кажавме, да, може да е прво серозен, па после погуст. Може да е и при двата типа на воспаление. Во тој случај капките се контраиндицирани. Значи, таа течност што се собира може да доведе исто така и до перфорација на тапанчето. Да, во тој момент болката кај децата прекинува, меѓутоа е многу драматично за родителите затоа што може да истече крв, гној, значи секрет и тоа не изгледа баш пријатно за око. Меѓутоа со тек на време, значи се регенерира и повторно ќе се оправи таа мембрана тимпан или тапанче, ние што ја викаме. Понатаму кај деца што го изгубиле или што го намалиле, да кажем, нешто го изгубиле слухот, се ставаат тоа повеќе од риноларинголозите би кажале на таа тема, но еве само чисто да спомнам, се ставаат едни цевчиња во увото со цел на одржување на проводност на таа туба. Тие се ставаат хируршки, нели, од 6 месеци до 1 година. За да се додека не се опорави таа туба, и за да се намали оштетувањето на самиот слух. Го искористивме времето и многу убаво објаснивте, докторке. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Се за доброто на дечињата, така? Секако, да. Затоа сте се одлучиле токму за оваа професија. Се гледаме повторно и на некоја друга тема. Се гледаме, се надевам. Со оглед на тоа дека вашите одговори се преубави и преистрпни за сите да ги слушнат и дознаат и што е она што треба да го сторат во моментот. Еве сега конкретно за воспалението на увосу. Да, беше ова навистина добро да се слушне, особено заради едукативниот пристап на доктор Маја. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.